Согласно динамиката која што беше предвидена од страна на фирмата изведувач, денес се почнати работите околу асфалтирање на оваа делница на патниот правец Подрес-Смилјанци и очекуваме во текот на денешниот, најкасно утрешниот ден, целата оваа делница да биде конечно и целосно завршена, односно доасфалтирана, како што беше и најавено во должина од 1,8 км и со ова го ја закружуваме и оваа наша инвестиција. Ќе повторам пак во соработка со Агенцијата за државни патишта, Министерството за транспорт и врски и секако владата на Република Македонија. Колку средства ќе бидат вложени? Оваа инвестиција некаде е околу 200.000 евра. Дополнително, значи, за ваша информација и за информација на граѓаните кои што ќе го користат овој пат, Агенцијата за државни патишта овие денови имаше распишано дополнителен тендер за дополнителни 900 метри за асфалтирање на оваа делница од патниот правец Подрес-Смилјанци. Очекуваме, значи, во текот на летото да уште 900 метри дополнително бидат асфалтирани, како што е и оваа делница од 1,8 км. Што ќе значи изградбата на асфалтирањето на оваа делница? Тоа го кажав и при претходното мое излагање или информација до вас медиумите и до граѓаните. Апсолутно го леснува движењето на сите оние кои што се со потекло од селото Смилјанци и сите села кои што гравитираат на овој потек. Од друга страна ќе значи можност и за развој на туризмот, бидејќи ние како општина значи долго време го имаме проектиран овој пат, беше проблем да се изнајдат средства, но е сега благодарение на овие претходно спомнати институции и благодарение на владата на Република Македонија се возможи да добиеме средства како грант од Светската банка. И еве, значи, на наше задоволство и на задоволство на сите граѓани на општина Радовиш и сите тие кои што ќе имаат прилика да го посетат селото Смилјанци и околината, да газат по асфалтиран коловозен пат. Градоначалниче, забележавме дека и патот од излез од селото Подариш до поврзувањето не е во завидна состојба, дали таму ќе има асфалт? Вака, за жал, во овој наврат нема да биде асфалтирано, бидејќи и со проектот кој што е претходно изготвен од страна на општината, тој потек на патниот правец Подрес-Смилјанци не е предвиден за асфалтирање од објективни причини што браната која што се планира, значи да се гради на реката Плаваја, го фаќа баш тој потек од неасфалтираниот дел на патниот правец Подрес-Смилјанци. Но ние сме на размислување како општина заедно со стручните служби, бидејќи за нас проектот Брана Смилјанци е навистина една капитална инвестиција и ние во догледно време не гледаме начин како би можеле како општина да ја инвестираме, ниту гледаме некои дополнителни извори на финансирање да најдеме и затоа планираме, бидејќи еве сега со овај ќе фактички стасуваме до селото Смилјанци, ќе остане како слепо црево тој потек од патниот правец, да изнајдеме можност за 2014 година да изготвиме дополнителен проект за таа должина, за да можеме 2015 година да ја аплицираме или да ја градиме со сопствени средства.